Елизбета, добро утро. Го пробудивме ги директорот или тој од себе нешто се занимава со пуштање вода? Добро утро. Будни сме и подготвени за ново линковско вклучување. Оваа работна недела ја започнуваме со линк од терасата на зградата на Водовод. Гледачите ќе имаат можност да забележат дека имаме навистина убав поглед, една убава панорама, а токму од тука ќе проговориме многу важни детали околу квалитетот на водата за пиење. Најнапред, добро утро, директор. Добро утро на сите гледачи на Слободен пешет. Она што е интересно е тоа што и новитет секако минатата недела промовиравте еден навистина интересен концепт за еколошки сметки за вода што ќе представува ова и за граѓаните, меѓутоа и за вас како предпријатие. Од пред 2 недели јавното предпријатие Водот и канализација Скопје ги користи своите услуги, своите сметки ги произведува од биоразградлива природа или рециклирана хартија. Не само внатрешната употреба на хартијата која што досега беше применувана во предпријатието, ние се решивме за еден чекор понапред, а тоа и сметките кои што ги испорачуваме и пликовата да бидат од биоразградлива природа. Тоа значи заштита на вода, на енергија, здрава животна средина и едноставно инвестираме во нашата иднина. Дали тоа ќе значи евентуална и корекција на цената на водата? Корекцијата на цената на водата ја прави регулаторна комисија и Советот на град Скопје. Сега цената на водата останува иста. Кога веќе сме кај водата, она што сигурно ќе ги интересира гледачите е каква вода пијат, дали пијат квалитетна вода? Повеќе пати сме разговарале на оваа тема и многу пати, многу често даваме изјави во медиумите. Јавното предпријатие Водот и канализација Скопје и својата лабораторија врши мерења на квалитетот на водата на 26 места низ градот Скопје секоја недела. Можам да ги уверам гледачите дека скопјани пијат здрава, чиста и со одличен квалитет вода. Шпекулациите се појавуваат на квалитетот на водата не од изворот, туку на она каква вода истекува од чешмите во домовите. Дали се безбедни цевките по кои што тече водата од изворот до домовите? Ако навлеземе во подлабока анализа, останат се некои 7% од подрачето на градот Скопје, каде што ние ги имаме ставено во планот за годишно реконструирање на тој цевковод. Верувајте дека имаме делови каде што имаме одличен квалитет на цевките, можеби на друг дел имаме постар квалитет на цевките. Секоја година ние одвојуваме значителни средства од нашиот буџет за да ги замениме овие цевководи. Верувајте дека не треба, поради незината тврдина, таа водата создава свој бигор внатре во цевката и тоа е уште дополнителен филтер во самата филтрација. Не верувајте дека нема никаква потреба за загриженост према граѓаните. Тоа значи дека оние бигори кои што се појавуваат во бољерите, во машините за перење, не треба да ги загрижуваат граѓаните? Не, тоа треба да ги загрижуваат поради самите машини. Тврдината на водата и бигорот не значи дека водата е со лош квалитет, напротив, тоа значи добра и здрава вода. Ние сме сретни, можеби подрачето на градот Скопје е сретен што има таков извор како изворот Раче, кој што има таква тврдина на водата. Таа вода не се користи можеби во апаратите за кафе, во машините за перење, но верувајте дека е со одличен квалитет. Кога сме веќе кај квалитетот на водата и во изминатиот период, меѓутоа еве и во поново време, се поактуелни се филтрите за вода кои што ги препорачуваат различни фирми, дистрибутери, доаѓаат понекогаш и во домовите, во фирмите нудат филтри за вода. Има ли потреба да се купуваат вакви филтри за вода? Јас ќе го кажам моето мислење, од моја гледна точка како директор на оваа установа, можам да ги уверам граѓаните дека нема реална потреба од купување на филтри, но во принцип ние најмногу им замеруваме на овие приватни фирми кои што врз основа на хемиски реакции кои што ги прават испитоци од вода со 2 електроди внатре во водата, буквално прават хемиски процес во самиот состав на водата и при тој хемиски состав произлегува нова боја на водата, нов квалитет и ред други работи. Со ова предизвикуваат општа опасност према граѓаните, тоа не смеат да го дозволат. Јас претпоставам дека вие ме цитирате една моја изјава која што има пред неколку недели, а тоа е дека ќе поднесеме кривична пријава против сите оние кои што ќе предизвикаат општа опасност кај граѓаните на градот Скопје. Кога сме веќе кај водата, јас би сакала само уште нешто, каква вода пиете вие? Дали пиете вода од чешма или пак конзумирате дома вода пакувана? Доколку имав недоумица пред да дојдам во едното предпријатие, верувајте, од тогаш наваму и квалитетот на водата и лабораторијата и сите анализи кои што ми се стигнуваат секојдневно на мојот имејл, пиеме вода од чешма и јас и моето дете и мојата фамилија. Интересно е тоа што и на глобално и на локално ниво секојдневно се упатуваат апели за штедење на водата. Дали треба да се стравува дека во Скопје наскоро ќе снемаме вода или треба ли и ние да штедиме водата?
Не треба да се стравува, но треба да бидеме загрижени. После повеќе од 20 години, пред што на нашата земја, дополнително и регионот, како што ќе видите, ниту земскиот период, ниту летниот период не беше некој обилен со врнежи од снег и од дожд. Реално оваа година имавме мала потреба од заштеда на вода. Верувам дека можеби периодот до самиот летен циклус ќе имаме можеби врнежи кои што ќе ги надополнат сите овие потреби од вода, не само во изворот Раче, туку и во сите оние бунари кои што ги користиме во подрачите на градот Скопје. Верувам дека ова е еден циклус кој што само што ќе помине и нема да имаме потреба, но за сите оние дополнителни, доколку има рестрикции или потреби за заштеди од води, ќе ги известиме граѓаните на време. Ги споминавте оние 7%, ако не се лажам, кои што треба се уште да се заменат цевки. Дали се планира скорешна нивна замена? Да, оваа година јавното предпријатие својот буџет одвојува отприлика околу 100 милиони денари за замена само на овие водоводни цевки кои што се од постар квалитет. Не се тие загрижувачки за водата, но сепак сакаме на тоа подречје каде што се предвидени овие реконструкции да ги замениме со нови. Каде се наоѓаат овие цевки? Може ли да споделиме со гледачите? Точно не можам да ви кажам, знам дека еден дел од нив има во делот на Маџари. Ви благодарам многу за денешното вклучување во Утресно. Ви благодарам за поканата. Тоа беше се од предпријатието Водовод и канализација. Доколку имате прашање од студио, повелете. Елизабета, благодарам. Немаме прашања, течно тече програмава. Ние исто така пиеме и флаширана и вода од чешмите. Инаку да знаете дека во Европа Виена ја има најубавата градска вода во на овој стариот континент. Ништо чудно, бидејќи таму негде им се Алпите, кај да ќе свртиш во близина.